Добар ден, почитувани представници на медиумите. Денешната пресконференција е на темата ИПАРД, една од најактуелните теми во земјоделството, со што ги намираме граѓаните, фармерите, земјоделците и сите апликанти за роковите кои што се тековни по однос на јавните повици кои што ги имаме во моментот. На 29 јануари завршува, односно е крајниот рок кој што веќе е продолжен за поднесување на барањата за мерките во делот на ИПАРД програмата, односно мерката 3 за инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, односно мерката која што се однесува популарно на преработувачката индустрија, која што е еден од клучните фокуси на политиките на Министерството и каде што на располагање само во овој повик имаме 13,2 милиони евра, а рокот за поднесување на самите апликации до платежната агенција е на 29 јануари. За мерката инвестиции во материјални средства за земјоделските стопанства, односно мерката која што е најатрактивна за малите земјоделски стопанства, односно за фармерите и земјоделците, е со рок на поднесување на апликации до 9 февруари и во оваа мерка имаме на располагање за овој повик 11,8 милиони евра, односно за овие два повика имаме на располагање 25 милиони евра вкупно. Што се однесува до првиот повик од претходниот период, може да информираме дека досега се склучени 932 договори во вредност од близу 18 милиони евра и ова е рекордна бројка на пристигнати апликации по било кој повик на ИПАРД и очекуваме со активните, односно актуелни повици кои што се сега отворени, бројот на поднесени и одобрени апликации да се зголеми, а со тоа да ја зголемиме искористеноста на самиот ИПАРД. За износот и на исплатата која што за нас е изненадувачка и одлична во овој период на овие исклучени договори, ќе даде информации директорот и затоа сметаме дека ова е вистински момент целата држава и сите наши капацитети да бидат насочени кон зголемување на самата искористеност. За прв пат во овој период започнавме 18-месечна кампања, каде што заеднички ќе посетиме 90 населени места со инфоденови, ќе имаме 6 работилници, следната работилница на 22 во Кавадарци и ќе имаме 3 големи форуми каде што на наједноставен начин сакаме да ги доближиме упатствата, постапките, начинот на аплицирање до сите заинтересирани апликанти. Затоа започнавме со оваа крупна кампања која што ќе трае 18 месеци, поклопувајќи се и со следните повици во ИПАРД. Со оглед на тоа што на овие два повика имаме одредени нови правила и процедури каде што апликантите треба да достават целосна документација, очекуваме да рокот на обработка на самите апликации биде многу брз од страна на платежната агенција, заради тоа што ги зголемивме капацитетите, заради тоа што јасни се правилата во самите овие повици и очекуваме веќе во март повик на сите три мерки на единицата, тројката и седмицата, веднаш која ќе заврши обработката на новој повик. Затоа 2019 година навистина ќе бидеме целосно фокусирани да бидат сите информирани, да ја заокружиме оваа јавна кампања за публицитет на ИПАРД 2, а паралелно ќе ги акредитираме и останатите мерки за кои што напорно работиме. За таа цел во буџетот на Министерството, односно во делот на ИПАРДот, на платежната агенција, за 2,5 пати беше зголемен буџетот за 2019 година, заради тоа што очекуваме силна исплата на договорите кои што ќе бидат склучени, да потенцирам уште еднаш во интерес на граѓаните, заради нивно запознавање. Рокот за мерката за преработувачки капацитети е до 29 јануари, а рокот за мерката за земјоделците, односно инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства е до 9 февруари, со можност да оваа втора мерка биде продолжена за уште 15 дена, за што дополнително ќе информирам. Благодарам.